Македонската економија е стабилна, а стабилен останува и денарот, порача гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов во Вашингтон, каде што учествуваше на пролетните средби на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Тој посочува дека ММФ предвидува оваа година Македонија да има економски раст од 3,6%, но оти изразува загриженост поради политичките случувања. Тие гледаат дека македонската економија има здрав потенцијал за економски раст, но беше искажана загриженост дека најновите политички случувања и политичката несигурност што владее во Македонија може да го загрози овој потенцијален економски раст, изјави Богов. Гувернерот ги отфрли шпекулациите дека денарот ќе девалвира. Додава дека Народната банка има капацитет и може да испорача ценовна стабилност на курсот на денарот и на банкарскиот систем. Министерството за култура најостро го осудува синокешниот вандалски чин со кој е оштетена фасадата на зградата на ресорното министерство, објект изграден во 1927 година и представува културно наследство заштитено со закон. Ваквиот одраз на примитивизам, немање основно чувство за сопствена култура и држава и почит кон културно-историските споменици, како што се наведува, мора да бидат предмет на осуда на сите граѓани кои Македонија ја чувствуваат за својата татковина, како и на сите представници на меѓународната заедница во државата кои се залагаат за почитување на културниот идентитет како една од темелните вредности на Европската унија. Министерството за култура бара од Министерството за внатрешни работи во најкуст временски рок да ги спроведе сите потребни мерки за пронаоѓање на виновниците на, како што се наведува, ваквиот нецивилизиран чин. Не стивнуваат осуди за вандализмот и оштетувањата на објектите од културата. Реакција кон вандализмот кон објектот Порта Македонија испрати Музеот на македонска борба, додека Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи реагира на сквернавењето на домот и спомен плочата на Мајка Тереза во центарот на Скопје. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер не е доволно запознат со ситуацијата во Македонија за да ја коментира. Неговиот одговор во Страсбург следеше по новинарско прашање. Околу ситуацијата пак со бегалците на границата меѓу Македонија и Грција, председателот на Европската комисија кусо одговорил: "Не ми се допаѓаат настаните кои се случуваат на границата." Полноправното членство во НАТО и во Европската унија е клучен приоритет на владата и ќе придонесе кон поголема стабилност и безбедност во регионот и пошироко. Македонија е подготвена да стане дел од НАТО и ги исполнува сите критериуми за влез во алијансата, истакна министерот за одбрана Зоран Јолевски во интервју за регионалниот портал Balkan Defense. Во однос на мигрантската криза, Јолевски потенцира дека начинот на кој Македонија се соочува со мигрантската криза е уште еден аргумент зошто таа ја заслужи поканата за членство во НАТО. Цитирајќи американската конгресменка Кандис Милер дека македонските војници ги чуваат шаторите на НАТО во Кабул, но не им е дозволено да спијат во нив, Јолевски истакна дека денес Македонија ја чува Шенген зоната и европската граница, но не е дозволено да биде дел од НАТО и од Европската унија. А благодарение на Македонија за 90% е намален бројот на илегални преминувања на надворешните граници на Европската унија во регионот на Западен Балкан во споредба со претходните месеци, соопшти граничната служба на ЕУ Frontex. Оттаму, меѓу другото, констатираат дека благодарение на договорот на Унијата со Турција и операцијата на НАТО во Егејското море, значително е намален бројот на мигранти кои пристигнуваат на грчките острови. Белгиската служба за оценка на заканите, која раководи со целиот национален систем за безбедност и разузнавање, официјално соопшти дека Исламска држава испратила уште џихадисти во Европа. Според службата, дел од џихадистите биле насочени кон Белгија. За сега нивото на закани за напади во земјата е на третиот предпоследен степен. Тоа значи дека нападите се можни и веројатни.